Убаво утро, ве поздравуваме од аеродромот Стенковец, каде што одблиску ќе ви ја доловиме атмосферата како е да се лета со авион. Колку е лесно или пак тешко за сите оние кои што управуваат со авионот, со каков адреналин, односно колку е голем адреналинот при слетување и полетување во авионот и што треба да и поседува еден човек, какви вештини треба да има за да може да управува со авионот. Ова утро сите овие прашања ќе му ги поставиме на членот на Аероклубот Скопје, Игор Трајановски. Игор, најпрво ќе посакам добро и убаво утро. Добре најдов. Добре дојдовте во Аероклуб Скопје. Колку често вие летате со авиони и како ви се роди вашата желба за да земете да управувате со авион? Па како и секој млад човек, тогаш во тоа време пилотите беа многу популарни и сакав да видам дали можам и јас тоа да го направам. И така од една љубопитност па прерасна тоа во љубов кон летањето. Најпрво јас почнав во воздухопловните спортови да се занимавам со падобранство во минатиот век во 90-тите години и така последователно едно по друго дојде ја да станам пилот и да пилотирам со спортски авиони. Кога беше вашиот прв самостоен лет, во која година и какво беше тогаш чувството? Тоа беше првиот самостоен лет, беше 2001 година, ми се чини дека прв пат самостојно, претходно пилотирав, меѓутоа секојаш со инструктор во обука, затоа што нашите инструктори се малце построги од светските стандарди. Се дур не провера тројца, четворица инструктори дека кандидатот е способен и секој да даде свое мислење, кандидатот не може да управува сам со воздухоплов. И 2001 година беше моето прво самостојно летење и тогаш веќе се осетив како важен. Но тоа е неописливо чувство. Мислам, малце е безцелно да се зборува за тоа, се дур не се осети. Затоа што колку е да се докажува, луѓето не може да го видат, да го сватат. Има една поговорка, само воздухопловците знаат зашто птиците летат и пеат. Да, сакавте да управувате со авион само за да бидете важен или имавте и друга позадина некоја? Не, сакав да пробам да видам дали јас можам тоа. Меѓутоа, некако сето тоа, сите тие предрасуди брзо премина во љубов кон воздухопловството и се заборават и само се гледа напред, да се достигне. Еве во поново време ке нас се поактуелно е падобранството, така да се и ние што сме пилотите, повише сакаме да скокаме него да летаме. Меѓутоа, тоа се сосема други теми. Иначе, воздухопловството во денешното време со текот на новата технологија се сведува више на минимален ризик. Ке нас поискусните луѓе кои летаме тука, веќе адреналинот е присутен онолку доволно колку да не држи свесни, да не правиме глупости, него да се држиме до процедурите и секогаш да внимаваме на оние најбитни работи што се. Техниката на пилотирање со нашите искусни инструктори кои се тука, можеме да се пофалиме со еден рекорд кој во овие години скоро и да немаме никаков инцидент, некој посериозен, дека сите работи течат како што треба, обучивме многу пилоти и голем дел тие наши кандидати кои се тука се веќе по авиокомпаниите, како Визер и во други компании. Визер е се тука најприсутен. Значи, техниката на пилотирање е донесена до тој стадиум и искуството на нашите пилоти што веќе преминува во рутина. Така да не е проблем да се совлада. Значи тоа ние го гледаме кандидатот и се поставуваме секој да може да управува и да пилотира. Било кој што има желба може да проба тука, да му се укажат на грешките и сите разлики и да видиме како да го насочиме. Никогаш не се откажуваме, него го тераме кандидатот да продолжи да ги совлада тие грешки. Игор, велите вие кога сте починале во 90-тите години, нели, за да учите прво, за да можете да управувате со авионот, било многу популарно. Сега сакаат ли младите, доаѓаат ли на пробен час или на пробно возење да видат како се управува со авион? Да, доаѓаат. Значи има кандидати, има интересенти кои доаѓаат, не толку многу како порано што беше кога тогаш државата ги финансираше аероклубовите, сега малце финансиската страна е проблем, меѓутоа условите ке нас во нашата школа, пошто е признаена, и наши кандидати веќе работат во авиокомпании, им дава на некои млади
мотив и повод да почнат да учат, да се обучуваат со надеж дека ќе станат пилоти во големите авиокомпании. Што е потребно? Какви виштини треба да има еден човек кој што сака да дојде и да почне нели да пред се нели да слуша обука за да може нели да биде понатаму самостоен управувач на авион? Значи, најпрво ние бараме задолжителен лекарски преглед кој се работи во установи кои може да сертифицираат воздухопловни. Ништо не е комплицирано, тоа е како еден нормален систематски преглед. Порано беше баук дека пилотите мора да имаат све тако, сега се сведе на тоа на еден здравствен преглед кој со некои додатни работи, меѓутоа не е ништо комплицирано. Потоа кандидатот почнува да го видиме колку може да го совлада својот страв. Затоа што не е све едно човек да полета и на почетокот инструкторите се свесни дека кандидатот се соочува со тие и знаат како да го насочат, да го контролира тој свој адреналински наплив и да почне да внимава. Третата работа е потребно е кандидатот веќе да е согледната онаа трета димензија. Затоа што ние кога се движиме само гледаме право и на широко, сега треба да гледа и длабочина која се учи, не е никаков проблем, значи тоа се све рутински вежби кои ние ги работиме, кои да се укажува на сите кандидати, се вежба до совршенство се додека ние не одлучиме дека кандидатот е способен да лета сам. Значи во принцип не треба никои посебни вештини кои не се совладува за да може човек да стане пилот. Верувам дека потребно нели да има љубов кон воздухопловството и љубов кон авионите, па и да сака нели за да биде во иднина пилот или пак само можеби рекреативно да се занимава со оваа професија или пак со овој спорт. Да, треба да сака, меѓутоа што би рекол нашиот наставник по падобранство Јане Стефанов, ова се спортови кои спортот те бира, не го бираш ти спортот. Затоа што особено во падобранството или можеш да бидеш падобранец, не можеш. Тука се пресекува, се зависно колку ќе го совлада. Исто е да и во летањето. Кандидатот може да го тераме да се учи, меѓутоа ако не може да го совлада оној негов страв, не го тераме, него му препорачуваме дека не е за тука. Лесно ли е да се управува со ваков авион? За нас е лесно, меѓутоа секогаш постои она наша точка на размислување, кога секогаш се трудиме и имаме доза на внимателност за све да помине во најдобар ред. Не е ништо комплицирано, ништо тешко, а тоа ќе се уверите ви. Да, за скоро ќе го имаме нели ние заедничкиот прв лет, па еве што им порачувате вие на сите оние кои што прв пат влегуваат да се возат во ваков авион? Што е најпотребно да знаат еве во првите минути од возењето? Дека колку и да ми изгледа тешко и комплицирано, со тек на време постапно им се објаснува сите вежби, се упростуваат да видат дека ништо не е тешко и све може да се совлада. Треба да дојдат да пробаат, да се насочат и имаат убава иднина како идни пилоти во големите авиокомпании. Нашата школа е сертифицирана да може да дава такви дозволи и они постепено да напредуваат до капетани на големи авиони. Мине веќе му бидевте, така што со нетапение очекувам веќе да влеземе во авионот и да го имаме првиот заеднички лет. И јас од нетрпение чекам да пробате, дека може дека ништо не е комплицирано. Епа тргнуваме.
Тоа може да ви го кажеме дека секој треба да го искуси токму ваквото искуство со летање на ваков тип на авион. Нашиот задолжен пилот за ова утро ни кажа неколку совети пред самото полетување, но и не увери дека не е ниту воопшто страшно, ниту пак тешко да се лета со ваков тип на авион. Најпрво ќе ви се заблагодариме нели за прекрасното летање и за прекрасното искуство кое што ова утро ни го возможивте. Ми беше чест. Навистина едно незаборавно искуство кое што ни го возможивте ова утро, но горе во воздухот се соочивме и со мали турбуленции, па како се справува пилотот за време на турбуленциите? Добро, ние во текот на нашата обука им летаме по секакви услови, значи авионот не е намален за летање само во идеално време, меѓутоа како што видовте, само пилотот треба само да биде смирен и авионот го знае патот. Се дава команда само онолку колку што е потребно, чисто да се смени правец или да отиде на саканата височина или тоа. Друго, авионот нема на ваков ветер, на вакви турбуленции, нема некои посебни пречки, справувањето едноставно да се остане мирен и да се внимава на параметрите кои се на авионот, меѓутоа тоа е све во текот на обуката. Се лета и на многу полоши услови, се е тоа во склоп на нашето знаење, што сме го стекнале во текот на учењето. Оно што задолжително мораше да го носиме, секако е нели сигурносен појас и очила за сонце, треба да носат нели сите оние кои што летаат во ваков тип на авион. Значи, очилата се во обавезна опрема на пилотот, затоа што видовте сами дека авионот е малце отворен, дека сонцето некогаш пречи, се тоа со превенција за безбедност. А безбедносните појаси се секогаш задолжителни, тоа е за сигурноста како на пилотот, така и на патникот. Чисто пати луѓето велат имам страв да летам со авион, како се надминува стравот од летање со авион? Па летањето не е наша воздухот, не е наша природна средина. Значи секој човек е нормално да има страв. И ке нас некогаш во одредени ситуации постои страв, меѓутоа тој страв оној доволен за да не држи будни и да внимаваме што правиме. Значи ако постои вистинска љубов кон летањето и навистина го сака тоа, со текот на вежбањето тој страв се намалува, никогаш не исчезна, меѓутоа се намалува и после подоцна прераснува во љубов и задоволство. Значи, единствено со упорна работа се совладуваат сите тие работи кои не се својствени за нас луѓето. И ќе ни откриете ли дали вие после 20 и неколку години летање имате се уште страв кога ќе влезете во авионот? Нормален некој, сега не можеме да го кажеме тоа апсолутен страв, меѓутоа нормално нека доза на предпазливост и на внимателност секогаш постои. И тоа е она што не држи нас свесни и будни и да бидеме безбедни во летањето. Ви благодариме уште еднаш на одвоеното време и за ова незаборавно искуство и авантура која што ни ја возможивте. Ми беше задоволство.